образование и наука на Република Македонија. Почитуван ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, почитувани декани, почитувани поранешни председатели, почитувани колеги, драги студенти. 11 декември го славиме како ден на студентите во Република Македонија. Датумот на овој наш празник не е избран случај. Овој ден, во 1938 година, во Скопје, македонските студенти, организирано преку демонстрации, се крена на авторската политика на кралството Југославија кон македонскиот народ. Овој ден е круна на заложбите на сите млади луѓе, решително да кренат глас за својата правда. Такви одлучни млади, решени за борба, беа и плејадата македонски револуционери од дивиденскиот период како Гоце Делчев, Дамир Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, плејадата борци против фашистичкиот окупатор како што се Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов, 12-милјата момчина застрелани кај Ваташа. А не треба да се заборават меѓу сите млади кои не се штедеа во борбата за независна и демократска Република Македонија. Со задоволство можеме да заклучиме дека студентите и младите луѓе се учесници и носители во борбата за држава на македонскиот народ. Денес, македонските студенти се горди на нив, ја слават нивната борба и продолжуваат со истата одлучност да се борат. И денес македонските студенти имаат борба. Студентскиот парламент е вистинскиот репрезент во борбата на студентите во Република Македонија. Нашата мисија како организација е неисцрпна борба за подобро денес за сегашните и подобро утре за идните студенти. Се разбира, својот голем значаен принос во одреден временски период го имаат сите поранешни председатели на студентскиот парламент делено, меѓу кои дел од нив се и овде присутни. Со задоволство можам да констатирам дека нашата борба е искрена, честна и пред се успешна. Овие зборови што ги изговорив имаат тежина, но имаат и голема важност. Тежината на овие зборови се отсликува во нашите дела. Тие најдобро говорат за нашата заложба, за нашата посветеност и пред се за одговорност пред студентите. Особено сум горд на успехот во годината што изминува. Ја продолживме традицијата на одржување на македонските студентски игри. Го вративме стјајот на универзитетските лиги. Со проектите од областта на културата ја подигнавме културната свест кај студентите. Пуштањето на употреба на комплетно новата веб страна. Секојдневните акции и трибини се само мал дел од активностите на студентскиот парламент, кои со повеќе од 500 волонтери и 200 активни членови кои директно учествуваат во органите на управување на универзитетот. После долго време успеавме да се избориме за 70% намалување на цената за кофинансирање. Така, во просек на државните универзитети цената се намали од 400 до 800 евра. Секако, овие успеси немаше да бидат можни доколку не најдевме разбирање кај надлежните институции. Студентскиот парламент за прв пат во Република Македонија успеа позади себе да обедини 16 студентски организации, потпишувајќи ја Националната студентска декларација, врз основа на која сите ние заедно се обврзуваме за една заедна цел, а тоа е заштитата и зголемувањето на студентските права. Полноправното членство во Европската студентска унија ми дава право да бидам горд што сум председател на организација која е лидер во регионот на полето на меѓународната соработа. Решеноста на студентскиот парламент е еднаш за секогаш да го попречи патот на корупцијата. За оваа цел, во соработа со Министерството за образование и наука, на 5 факултети на матичните парламенти се отворени антикорупцијски канцеларии за сите студенти кои за прв пат имаат можност непречено и без страв да пријават коруптивно однесување на нивните факултети. Но студентскиот парламент ја организираше и кампањата Информирај се, која се одвиваше на сите факултети науки, чија цел беше да се зголеми
транспарентноста во работата на студентскиот парламент. Трибините и активностите организирани заедно со студентскиот правобранител ни овозможија на студентите да им се доближиме, да им помогнеме околу нивните проблеми, да им кажеме кои се нивните права, но и кои се нивните обврски. Не можеме да не ја поздравиме одлуката и изградбата на реновираната втора машка зграда во студентската насоба Стив Наумов. Тоа е само еден малчеток, но голем придонес кон подобрувањето на студентскиот живот на студентите. Студентскиот парламент одговорно и одлучно продолжува институционално да врши константен притисок до сите надлежни институции за подобрување на условите на секоја беда во секој студентски дом. Почитуван министер за образование и наука, во оваа прилика бараме од вас, како министер, од вас и до владата на Република Македонија, да продолжи реновирањето на сите студентски домови, како и да започне изградба на нов студентски дом. На големо задоволство со Универзитетот Свети Кирил и Методи успеавме во етер да го вратиме и студентското радио. Преку него, непречано низ целата територија на градот Скопје, зрачи студентската мисла и глас. Нашата визија за силно студентско движење и поквалитетно високо образование почнавме и ја реализираме. Не чека уште долг пат, има котрпен, но сепак ќе стигнеме до целта. Не се откажуваме и не се колебаме, туку напротив, продолжуваме. Продолжуваме уште поистрено и уште поодлучно во борбата за гордоста, честа и просперитетот на македонските студенти. Благодарам. Чест да дојдам две плакети. Значи, најпрво би сакал да го повикам господин Джорлев да се качи на сцената. Ова плакета е за особен придонес за реализацијата на делот на македонските студенти. Тука имаме неколку поранешни председатели на студентските парламенти, на студентскиот парламент. И сите заедно мислам дека можеме да се сложиме со една работа. Има една мисла која што првиот ден кога станав председател на студентскиот парламент ја слушнав, а тоа е: сите вие сте листопадни, само јас сум зимзелена. Тоа е мисла кажана од техничкиот секретар на студентскиот парламент, госпоѓа Верица Тодоровска, која повеќе од 30 години успешно работи, и оваа плакета ја доделуваме на нејзе за 30 години успешна работа. Ова е жената која што има пречекано, има испратено многу председатели и во иднина ќе го прави тоа.